По повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик синоќа во мултикултурниот центар во Кочани беше промовирана книгата Запис на кочанската народна песна од магистер Љупка Стоименова. Промотор на книгата беше професор доктор Јованка Денкова, професор на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Книгата содржи народни песни кои се пеели и пеат во Кочани и Кочанско, класифицирани на лирски, борбени и лирско-епски песни. Фолклорот како дел од културното богатство на Македонија представува ризница која треба да се надополнува. Но следејќи го современиот начин на живење и трендовите кои што ние ги прифаќаме, некако како да ги заклучуваме вратите на фолклорот. Затоа знаеме дека тоа не смееме да го дозволиме. Затоа што фолклорот представува во сите негови облици нешто на што треба да се навраќаме. Нешто од што треба да црпиме, но треба да сватиме дека треба да го надополнуваме, односно да го збогатуваме. Оттаму произлезе идејата за создавање на оваа моја книга Запис на кочанската народна песна. Морам да истакнам дека и досега има објавувано народни песни од кочанскиот крај, дали се тоа во монографии или пак како посебни книги. Меѓутоа во оваа своја книга јас направив поделба на кочанската народна песна според научната класификација, делејќи ги на лирски, епски или уште се познати како борбени и лирско-епски форми. Бидејќи живееме во време на пандемија веќе 2 години, многу потешко беше истражувањето на терен, но сепак во самата книга се застапени песни кои што досега не се објавувани и тоа благодарение на информаторите кои се поместени во книгата, на кои искрено им заблагодарувам, а и преку истражувањата кои што се одвива во Институтот за фолклор Марко Цепенков во Скопје. Промоторот на книгата, професор доктор Јованка Денкова, пред кочанската публика даде богат осврт на делото, а присутните на промоцијата беа во можност да уживаат и слушнат изворни народни песни од кочанскиот крај во исполнение на оркестрот за изворни песни и ора при Националната установа Центар за култура Бели Мугри. Издавањето на книгата е поддржано од општина Кочани преку програмата за култура за 2021 година.